Почитувани наши, добро ви вечер, уште еднаш од Македониум и студиото на Телевизија Сонце. Во вечерашната емисија ќе проговориме на една тема за која сите слушнавме, меѓутоа одамна ништо не сме слушнале. Станува збор за она истражување кое што го проследивме сите како исчекување за еден нов, мистериозен, би го нарекла, археолошки локалитет за кој што многу малку знаевме. Овче поле и Свети Николско, геоглифот или канда, што крие таа под во своите утроби, тоа парче земја или тоа ридче или таа локација која што на археолошките карти се уште не е означена како локација со важност и битност што придонесува за Македонија да остане таа што е за сите оние што сметаат дека е таа историска земја, дека е библиска, дека во оној контекст под секое камче крие неотворена историја се покажува уште еднаш на оригинален начин. Вечерва со нас Никола Ристевски, едно момче кое што директно и непосредно учествуваше во сите овие случувања околу геоглифот или кандата во Свети Николско и кој што со цела компетенција ќе ни раскаже што има ново на тој план. Добро вечер, добро дојдовте во Македониум и добро дојдовте во Телевизија Сонце. Здраво живо, благодарам за поканата. Да. Се радувам што сме втор пат овде по 2 години. Се надевам дека ќе имаме убава вечер и убав разговор. Така. Значи, во тоа твое, извини, нема да ти се обраќам на вие, веќе те сметам за пријател на Македониум. Во тоа твое прво гостување, некако сумиравме што се случи на првичното мерење, во која што екипа од професори и стручњаци во своји области дојдоа на едно место, за да со сосема нова методологија и технологија да се обиде да се утврди што е тоа толку чудно и мистично што се случува под геоглифот и зошто е геоглифот токму на тоа место. Меѓутоа, поминаа тогаш 2 години, во меѓувреме се случи и второ истражување на таа тема. Предпоставувам со истата екипа, ќе ни кажеш и малку повеќе за тоа. Меѓутоа, ти како научен асистент во ова Super Brain Research Group, како што се нарекува, едноставно си оној што практично дали заради твоето потекло, дали заради тоа што ти секојдневно си присутен на тој терен, едноставно популаризацијата ми се чини дека изостана малку, барем овој вториот пат, и еве дотолку повеќе ми е драго што ќе ни кажеш од прва рака што се случуваше на ова второ научно истражување на геоглифот или она, како што ние сакаме да си го наречеме, местото на кое што има насликано канда. Вака, по минатата емисија, првата емисија со вас беше во јуни 2014, кога веќе беше завршен првиот дел од истражувањата. Тоа беа први неинвазивни археоакустични истражувања воопшто на територијата на Република Македонија. Значи, од 91 нааму, за прв пат во Македонија се употреби таква модерна технологија на таков начин и па и за прв пат се истражи детално едно место со нов модерен софистициран начин и се добија резултати кои што за многумина се заволена вестината вчудени. Зачудувачки. Да, зачудувачки. Што значи ова археоакустично истражување како термин? Така. Како, не знам, твоја Super Brain Research Group е научен проект создаден и под водство на професор Паоло де Бертолис од Трст, Италија.
Целиот овој проект е поддржан од одделот за медицински науки на Универзитетот во Трст. Значи не е само некакво здружение истражувачко, туку е валидна институција, поддржана од научна институција во Италија. Во Superbrain Research Group јас сум научен асистент. Освен мене има професори, доктори на науки, други истражувачи од скоро цела Европа, од 7-8 луѓе, па и 10, во зависност од проектот и местото кое што се истражува. Археоакустиката е ново поле на истражување. Ја менува парадигмата на досегашната наука и она што е неинвазивно, односно недеструктивно, за да им биде појасно на гледачите, значи дека ние не уништуваме ништо кога истражуваме. Значи не се копа, не да, се археолозите копаат таму, нели, трагаат земја и сето тоа. Ние не правиме ништо такво, дури не го правиме ни она порано што се правело порано и се уште на некои места се пуштаат електромагнетни бранови, струја во земјата и во зависност од тоа како се одбиваат тие од различните слоеви на земјата и структурите под земја, вода и т.н. се определува што би можело да има одоздолу. Сега кога се пуштаат такви зраци, повратна информација практично. Да. Кога се пуштаат такви зраци, се убиваат, се влијаат само прво на водата. Водата е живот, се е вода, се влијае прво на водата и на нејзината поларизација. Второ, се убиваат растенија, црвци, жив свет одоздолу. Ние не пуштаме никакви зраци, туку нашиот научен тим, Superbrain Research Group, користи напредна технологија, микрофони и други чуда од опрема, техника, со кои што детално слушаме што има многу длабоко под земјата. Значи, како стандард, SB Research стандард, ова е поставено од лично професорот Паоло де Бертолес и од научниот тим и веќе со успешност е искористено на многу локации. Ова е прво место во Македонија, но луѓето си имаат истражувано, имаат добиено убави резултати од најблиските Србија, Босна, потоа Малта, Франција, Италија, Шпанија, Португалија и други места широм Европа. Научните трудови на Superbrain Research Group редовно се објавуваат во различни журнали, списанија, на научни конференции во меѓународна научна литература. По последната емисија во 2014, во јули месец, го направивме вториот дел од нашите истражувања во Овче поле, со уште подобра и понапредна технологија од таа во март, пошто следуваат 3 научни трудови објавени во меѓународната научна литература. За воля на вистината, за Овче поле, ова е прво нешто објавено на светско ниво. Првиот научен труд ни беше објавен во декември 2014 на виртуелна меѓународна научна конференција во Словачка. Тоа беа прелиминарните резултати од истражувањето. Во првиот научен труд заинтересираните можат да прочитаат каква технологија сме користеле, што ни дало за право за да ја поставиме хипотезата врз основа на која ги почнавме истражувањата и прелиминарните резултати од истражувањата кои што ги добивме, како и целата таа митологија, теургија, астротеологија и наука која што ја знаеле древните народи, а ние денес се трудиме одново да ја научиме. Значи ја научиме што знаеле древните предци. Така, или барем да си ја објасниме за себе. Да. Како искуство или од древноста. Тоа беше за првата. Да. Веднаш истата година во декември ни го објавија тоа. Во вториот научен труд во 2015 година се детално се објасни технологијата користена, начинот на работа, не само преку електромагнетни, инфрацрвени и други апарати кои што мереа вибрации, туку и преку тесламетрите на господин Горан Марјановиќ од Белград, кои што ги мерат брановите кои што ги определил Никола Тесла. Тој е технички, значи таму сите оние електроинженери и сето тоа кои ќе го прочитаат, тоа ќе им стане јасно за што станува збор. Многу интересно е што минатиот месец, зашто сум ти посебно благодарен што сега ова го работиме, затоа што навистина е голема работа. Минатиот месец во Соединетите Американски држави, во американскиот журнал of Anthropology and Archaeology, беше објавен третиот научен текст за геоглифот, со наслов Археоастрономијата на Канда во Република Македонија. Она што е интересно за пошироката јавност е дека никаде не се споменува фиром такви работи, дека многу важно ова е научен труд во кој што се, па можеби за прв пат, ајде да не грешам душа, ама еден од првите
меѓународно објавени текстови во кои што се прави некаква паралела помеѓу денешна Република Македонија и најголемиот македонец на сите времиња Александар Македонски. Да резимирам накратко пред да продолжиме. Значи, ова е научен труд објавен во официјално списание, нели, за археологија и антропологија, како резултат на истражувањето на една група научници кои дојдоа во Македонија да и на свој начин, нели, помогнат да се открие уште едно ново археолошко место, значајно за нас, а сето тоа не ја чинеше Македонија државата ни ништо, да речем, ни скршен денар. Значи, ова беше се направено да, никој не му е платено дневница за такво нешто. На некој друг, да, тоа ми беше зборот. И тоа резултираше со објава во оваков важен, стручен часопис, со потенцирање на важноста на овој локалитет и за спомнување на Македонија во тој контекст. А ова со Александар Македонски можеш да претпоставиш дека особено ќе ме интересира и како се до тоа беше, во кој контекст објавено во овој часопис. Уште пред 5-6 години, кога гледав документарци за Египет и читав книги, се чудев како тоа не учеа на училиште дека пирамидите, сфингата се од пред 2-3 години од пред нашата ера, се чудев дека не ми беше јасно, значи верувам дека се постари од тоа. Па почнав да ги барам оние научници кои што се меѓународно признати и кои што за воля на вистината се многу често дискредитирани од она што е официјална наука. И така ги најдов Роберт Бауал и Греам Хенкок и гледајќи како тие определуваат кога била поставена сфингата, кога според движењата на небесните тела, видов дека тие користат едни софтвери со кои што, како што ви кажав и минатиот пат, може да се постават кај сакат на земјината топка, да го стават времето и часот многу илјади години назад или пак напред, ако сакат да видат како ќе биде нешто поставено, и врз основа на тоа да определат дали има некаква поврзаност помеѓу човечки градби направени од човек на земјата и движење на некои небесни тела. Како што сите упатени во древните учења знаат, уште од стари времења, прастари архајско доба, луѓето се восхитувале на големата креација и едноставно сакале да направат барем малку нешто кое што ќе прилича на совршенството на целата креација. Па затоа често граделе градби, храмови, населби, гробови, поставувале гробови така изидани, позиционирани, за да кореспондираат со движењето на одредени небесни тела. Дури преку тие софтвери е определено дека во определен час таму, трите пирамиди во Египет на платото на Гиза кореспондираат со појасот на Орион на небото. Многу интересно е што откако ја увидов, откако професорот Домагој Николич прво ми ги отвори очите и ми рече дека Касиопеја се гледа на геоглифот, па јас бркнав во тие софтвери и увидов дека и тоа е некако поврзано со роденденот на Александар Македонски. Тој со неговото знаење, ум и честна работа ми помогна да го расширам ова како проект, па така се случи иницирањето на првите археоакустични истражувања. И овие луѓе што ви ги спомнав, Греам Хенкок и Роберт Бауал, јас никогаш не сум мислел дека тие ќе... Од секој сум се надевал дека да, зашто вакво нешто не се прави во Македонија. Минатата година, во најпродаваната книга од категоријата Праисторија на Амазон, од Греам Хенкок, која што се нарекува Волшебниците на боговите, Magicians of the Gods или Божите волшебници, има еден посебен дел, цела страна, со наслов Dating with the Stars, или на состанок со звездите, или како што јас милувам да речем, на рандеву со звездите, во кое што тој дава пример за тоа што ви го кажав претходно, дека старите народи си користеле поставеност на небесните тела за да прават градби на земјата и како пример за тоа го дава нашето научно истражување на геоглифот со Super Brain Research Group, што само по себе да од една мала земја како што е Македонија, за некој може би ова е мала работа, но со сериозен и огромен проект. Едно такво нешто да биде споменато од компетентен, валиден човек за таа тема, со посебен осврт на значењето на проектот кој што работиме, ми дава дополнителен кураж и сила за да продолжам со ова што го работам. Така. Во меѓувреме, сакам да те прашам, дали
нешто се помрдна во Македонија на тој план. Меѓу првото и второто мерење, меѓу првото и второто истражување, помеѓу сите овие научни трудови што се објавуваат на разни светски, да речем, компетентни места или стручна литература за оваа област, знаете. Сепак е, нели, Македонија археолошка ризница, сепак сакаме да се пофалиме дека она што од Македонија е насобрано на волку мала територија е невозможно да се најде, нели, на друго место на планетава Земја. А од друга страна, еве, јас имено навистина сакав да слушнам некаде што се случило во меѓувреме, меѓутоа никаде не слушнав, за жал. Одговорот на прашањето ќе морам малку да го свртам на езотериска. Така, една вода езотериска. Зошто? Прво, самото споменување на Александар Македонски, самото споменување на неговото име и на името на неговиот татко Филип, представува еден вид на инвокација, односно повикување на нивните ентитети. Зошто го зборам тоа? Толку илјади години поминале, Александар е останал како најголемиот македонец воопшто во светската историја. За него се напишани најмногу страни во светската историја. Многу луѓе се обидувале, фантазирале, сакале да го најдат гробот на Александар. Велат дека е ваму, онаму, дека на некоја планина во Македонија, на Кожев, на Беласица, во Кочани, под нечи двор, во нечие оставштина од дедо од него, нешто, во некоја нива. Но според мене, ќе искористам сега едно од браќа Миладиновци. Цар Александар е жив. Зошто го велам тоа? Затоа што неговата енергија и тој што го направил живее веќе 2300 и кусур години. Штом живее толку години, значи целата таа вибрација и енергија од неговиот живот и дело останала до ден денес. Штом целиот свет го памети, штом денешна Република Македонија ние се повикуваме на него, на што имаме потполно целосно право. Тој представува светла точка не само во македонската, туку и во светската историја. Самото споменување на негов гроб итана предизвикува не научни дебати, туку предизвикува дискредитирање и такви појави. Но пронаоѓањето на поставеноста на Касиопеја на небото како гледална слика на геоглифот на земјата, точно на денот кога е роден Александар во јули 356 година пред наша ера, не само на мене, туку и на многу покомпетентните научници со кои што соработувам и кои што го водат овој научен проект и тим, ни дава за право да предпоставиме, да дадеме предпоставка дека доколку има гроб во оние подземни простории кои што измеривме дека постојат под геоглифот, тој гроб би можело да е поврзан некако со Александар Македонски или со некој од неговото најблиско семејство. Јас пак ќе кажам како и минатиот пат, се извинувам, не де Боже да има гроб тука, затоа што кој да е долу, ние цело време му стоиме над главата и го реметиме. Таму па не де Боже да направиме нешто лошо за кога ќе го отвориме да ни врати. Не се. Вака сега, ќе те прекинам на кратко, ќе ја продолжиме оваа приказна во овој контекст. Јас сакам да те прашам следново, што укажа мерењата, еве од вториот пат, или кои беа нови моменти кои што не се презентира при првото мерење? Она што е дефинитивно потврдено, прво за мене лично, на што ми е важно, ми се потврди секаде каде што отидов со прачките, со рашлите и со високот да мерам, кога дојдеа професорите со нивната модерна опрема, се потврди дека добро мерам. Право. Ги најдовме подземните токови на вода, не само под геоглифот, туку и во целото Вчеполи. Знаеме дека тоа под памти век праисторија било езеро цело и водата си стои оддолу. За воља на вистината, во последните 100 години водата е повлечена многу длабоко под земја, што не мора да значи дека не можеме да извадиме. Значи во Вчеполи има еден куп жива вода. Мерењата ни ги покажаа следниве работи. Ги пронајдовме подземните токови на вода под геоглифот, кои се неколку, кои се интересира повеќе може да ги прочита нашите научни трудови, и ги определивме подземните комори, шуплини, простории, кои што резонираат на толку совршен начин, што со сигурност се со правилна геометриска форма. Затоа што неправилна геометриска форма не може да дава таква вибрација, односно не може да
не може да дадат таква вибрација нагоре. Значи, тие простори кои се одоздолу се со совршена геометриска форма. Она што е многу важно, уште од првиот научен труд и во вториот и 2014 и 2015, како што Superbrain Research Group има направено на други локации во Европа, бараме дозвола од македонската држава, власт, институции, да ни дозволат да го донесеме еден од софистицираните георадари во светот, дел од руската воена технологија, какви што надвор од руската армија има само 8 во светот, а еден од тие во собственост на еден од професорите кој што е дел од нашиот научен тим. Значи, доколку таков радар се донесе летно време, кога е суво, ние можеме со десетици метри под земја да определиме точно што има. Што не само што би ни ги потврдило нашите досегашни археоакустични истражувања, туку на археолозите би им заштедило време, енергија и пари. Она за што се желаат цело време нема пари, еве како може да се заштедат пари, да ни дадат дозвола да донесеме георадар, со него да го измериме геоглифот и да определиме точно од каде би можело да се влезе на таков начин за да не се уништи нормално ништо што е одоздоле. Како дополнителна помош за Република Македонија, истиот георадар би можел да се искористи и на она што е најважен локалитет досега во Овчеполието, Бела Зора или како што ја нарекуваат археолозите Била Зора, локалитетот кај градиштето до селото Кнечи. Според досегашните мерења, може ли да се предпостави колкава е таа комора подземна и кои се незините димензии? Значи, не е една комора, туку се неколку. И не се поставени хоризонтално, туку ситуацијата тука е малку поинаква од она што необичен човечки ум сега ќе би можел да си го замисли. Зошто го велам тоа? Уште од стари времења, луѓето ги граделе градбите на таков начин да не само да кореспондираат со природната вибрација на земјата, која што ние со модерните апарати ја слушаме, а тие ја чувствувале, немале модерна технологија, туку и да бидат направени на таков начин за ако се прво за да не може тој што не треба да го отвори да не може да го отвори и второ ако некој тргне да го отвора насилно за тоа да само од себе да е само деструктивно, само од себе да се уништи. Значи ако како што нашиот народ знае да рече, ако се тргне со лоша мисла кон нешто, значи ако таму тргнат луѓе да копат, да барат богатство и се тоа со булдозери, може да се склучи сето тоа што е под земја, едноставно да се потрупа само од себе и да најдеме остатоци од нешто. За жал или за среќа, времето ќе покаже. 2 години поред не добивме, иако подадовме барање молба, не добивме ниту покана, ниту одобрение на нашата молба за да го донесеме официјалниот георадар. Причина за тоа, повеќе причини, не ќе да наведувам. Една од причините е тоа што локалитетот се уште не е регистриран, геоглифот не е регистриран како официјален археолошки локалитет. 2-3 дена пред нашето второ мерење во 2014, Управата за заштита на културно наследство и Народен музеј Свети Николе таму направија основни мерења, го измерија геоглифот, тоа што ние го направивме уште одамна, и употребија обичен скенер, како што користат археолозите, за да најдат куршуми, лименки, едно свирче од Прва светска војна, и тоа им оди во прилог да ја убедат јавноста дека тоа се ровови некакви од Прва светска војна, и тоа е тоа. За мене, лично како човек, второ како научен асистент во голем научен проект, е многу важно тоа што самиот символ од одгора на геоглифот, тумбата е огромна, а платото горе е големо, скоро колку едно фудбалско игралиште. Самиот символ кој е вцртан во таа елипса кореспондира со многу нешта. Затоа што символите се езотерични и екзотерични. Тие објаснуваат многу, еден символ има повеќе значења, открива повеќе значења само за да го скрие оно вистинското. Сега зашто го велам ово. Според истражувањето на професор Аристотел Тентов и неговиот тим, тие читаат според Демотското писмо, читаат запис од Демотското писмо на самиот геоглиф. Според тоа што успеав јас да го истражам во последните 6 години, најдов дека истиот символ го има во линеарното Б писмо, кое што е 1000 години пред нашата ера, во старите етрурски писма во Италија. Го има и во староарамејското писмо. Го има скоро во сите, како комбинација, скоро во сите руни и древни писма во светот.
Тоа гледано вака од птичја перспектива изгледа како една стрелка која дава некаква насока. Да. Што означува во овие писма? Кој глас го означува? Која буква? Ќе се воздржам од одговор на прашањето, за да не се доведам да дебатирам со луѓе кои што велат дека се стручњаци за стари писма и т.н. Значи, кој сака може да се Како ти го да си перцепираш овој знак, овој символ? Вака, Марина. А самото тоа што овој символ постои таму, нешто значи. Сега, да тргнеме од најобично. Што ако самиот рид си бил таму одамна, а ова одозгоре да се нависти на некои воени ровови. Познато е дека ЈНА имала вежби во Овчеполието многу пати. Почетокот на 80-те години имало толку многу голема вежба што 3 дена никој не смеел да излезе од куќите, не од градот, туку од куќите. Значи луѓето биле затворени дома, никој не знае што правела армијата. Десетина години претходно во 70-тите имало многу голема воена вежба. И според сеќавање на некои стари овчеполци од тој крај, се сеќаваат дека да, ЈНА била и на геоглифот. Дали копала, дали не, дали извадено нешто од унатре, дали не, јас тоа не можам да го кажам, не го знам. Што ми е поентата на ова? Самиот тој символ, не само што го има во тие писма, туку и како што определивме, докажавме, кореспондира со огромно созвездие на небото. Касиопеја се гледа секогаш, преку сите 4 годишни времиња во текот на целата година на небото. Кој сака да ја види, може најлесно големата мечка, сите знаеме да ја видиме, и колку ше од големата мечка до Северница, делот од малата мечка, колку ше растојанието од големата мечка до Северница, на исто растојание од другата страна на Северница си е Касиопеја. Значи, со голо око се гледа, на чиста ноќ се гледа од секаде. Тие работи на небото си имаат своји правила, своји пропорции, кои што јас ги разбирам како божествени и совршени. Зашто го велам тоа? Например, појасот на Орион, колку што е Сириус, звездата раздалечена од појасот на Орион, толку Алдебаран, окото на бикот од другата страна, е пак раздалечен од појасот на Орион. Самиот тој символ има многу значење во сите овие писма. И да тргнеме под предпоставка дека е направен пред 20-30 години. Или пак, како што велат од Управата за заштита на културно наследство од Прва светска војна, некаков ров. Јас велам вака. Прво, возможно е некој што го правел тој ров, ако е ров, да не знаел што прави и случајно нели да го направил да изгледа на сите тие писма и да се поклопува со ова на небото. Но ништо не е случајно и нема случајности. Така да ми дава за право да верувам дека кој да го правел ова и кога и да го правел, бил свесен за тоа што се гледа на небото, затоа што се гледа со голо око. Ако станува збор тука за војска, армија и сето тоа, добро знаеме дека генералите, оние највисоко поставени, се многу голем дел од нив се посветени во тајните учења, ритуали и друштво. Што ни дава за право да веруваме дека ако е направен во последниот век, кој да го правил, знаел за тоа горе. Но, ретко кој верува дека е направен толку скоро. Зошто? Затоа што, како што реков, го има во многу стари писма. Затоа што во сама непосредна близина е градиштето кај селото Кнежи, каде што археолозите велат дека бил најголемиот град, престолнината на независните пеонци Бела Зора. Да. А што вели Греам Хенкок во неговиот осврт? Греам Хенкок ми го разубава животот. Вели Dating with the Stars, на рандеву со звездите, и вели вака. Уште од древни времења народот користел слика од небото за да прави градби на земјата. Тој продолжил, вели, тоа го објасни во мојата претходна книга Heaven's Mirror, која што беше објавена претходна, и дополнителен пример ви давам сега, дека во Република Македонија постои еден огромен геоглиф, значи таму нема ни фирм, ни миром, тие луѓе не се интересираат за такви работи. Во Република Македонија си постои геоглиф, кој што преку напредно археоакустично истражување беше потврдено дека е вештачка градба, крие подземни комори и кореспондира со нешто на небото. Самото тоа што нашето истражување е споменато во најпродаваната книга на Амазонот категоријата Праисторија за лани е уште еден плюс на CV-то на сето ова што го работи. Така. Дека сето ова што го говориш не само што е научно подкрепено, туку е и како твое чувство на човек што
секојдневно да не речем оптеретен со оваа тема, туку со огромен интерес за оваа тема, дека има тука нешто. Значи, во меѓувреме сакам да прашам дали имаше некакви обиди, дали официјални или неофицијални, да се почне со ископини, со искупување или со работа на теренов? Неофицијално ќе го кажам, ова информација која што не ми е потврдена, не ја земете здраво за готово. Управата за заштита на културно наследство сака да почне археолошки истражувања наскоро на геоглифот, зашто неофицијално имам информација дека е потврдено и дозволено од Министерството за култура, има определено одреден буџет, но се уште нема стручен тим кој што би го изработил тоа. Дури да има стручен тим, доколку не консултира, тоа би бил нивен пропуст, а не наш. Така. Затоа што би можеле само да им помогнеме во истражувањето. Во 2015 на геоглифот беа направени први сондажни истражувања за вода, бушење за вода, со дозвола од Министерството за економија, мислам. Ги направи локалната самоуправа и уште едно нешто кое што оди во прилог на она што говорам, точно наму кај што измерив со рашлите, точно таму кај што измеривме со микрофоните, со големите бушилки најдоа вода. Ја потврдија водата, но на едно место веројатно не можеле да одат многу длабоко, затоа што големиот камен слој кој што е доздолу едноставно не може да биде пробиен. Јас се надевам искрено дека ова место ќе го добие потребното внимание, па слободно ќе речеме вака, и да нема ништо од долу, сето тоа што го направивме до сега е повеќе од доволно за да ја промени научната парадигма со која што и гледната точка со која што се наблюдуваат нештата. Зошто? Затоа што како научен тим користиме мултидисциплинарен пристап. Значи имаме ние специјалисти по различни стручњаци од различни области. Да. И кога ќе ги споиме сите тие нешта во едно, добиваме многу појасен резултат од кога ако се оди со една наука. Пример, историја ако оди, ќе види само какви записи има, археологија што ќе копне, митологија какви митови се пренесени за тоа место. А ние спојуваме се во едно, што досега се покажува успешно и така и ќе продолжиме понатаму. Така. Некои го викаат ова место геоглифот, некои го викаат Канда. Да. Како го викаш ти? Дзе. Зошто Дзе? Епа, овчеполци знаат за ова место 20 кусур години. Уште од 90-те години на минатиот век имаме фотографии од авион. Не само што професорот Тенто според неговата транскрипција го определува врховниот бог на македонците дека е Дзе, туку и ние сме си задржале во нашата култура и ден денес на децата кога не гледаат или некој кога директно не гледа во очи да му велиме Дзе. Како може таа тумба да била толку години таму? Со голо око се гледа од самиот град, значи се гледа ридот дека едно символот не се гледа, символот се гледа само од него. И да требаше да поминат децении за да почнам да пишувам за ова место, да објавувам коментари, слики на интернет, па да се предизвика некој интерес. Значи, ако одиме по теориите на заговор, можеме слободно да предпоставиме дека да, ова е намерно криено место, така? За да не се излезе пред очите на пошироката јавност, поради какви причини и какви цели, не знам. Така. Велите тоа земјиште на тумбата не се обработува, иако сето околно се обработува, тоа не може да се обработува и се разликува структурата, квалитетот на земјата од онаа во околината. Кога ќе тргнеш од Свети Николе кон градот, од старото Арецко или Раецко мало, прво се оди во Вакав, вакавска земја. Кога ќе се помине цел Вакав, се влегува во Канда. Реонот, народот на топографските карти си го пишува како Канда, местноста, а и народот ја нарекува Канда. Самиот збор Канда на турски си има значење какво што си има, кој се интересира може да се истражи, да си најде. Но Кандаон е пеонскиот бог на војната. Кандаон. Во старите книги Кандаон е синоним за Орион, односно Озирис. Како Озирис е кралот на земјата, што потоа се дига на небото. Тој исто е Александар Македонски. Сега. Во Александар, за да ги поврзам Канда, местото и Александар сега, знаеме дека го нарекуваат далеко на исток Искандар, Сикандар, така? Канда има во Кандахар, вие бевте вие токму таму бевте, да.
Канда, А на денешен македонски на се уште значи кандило, нешто што дава светлост. баш така. Да. Кандило, односно, сега ќе ти се надоврзам. За мене канда е одраз на вечната светлина на она што ние не можеме да го видиме. Затоа и реков дзе. Затоа што реалноста каква што ја поимаме, прво не е таква како што нашите две очи ја гледаат. Ние сме затворени во 5 сетила и сме ограничени во поимањето на стварноста околу нас. Што не мора да значи дека на таков начин биле ограничени нашите предци пред 2, 3, 5.000 години. Канда на санскрит, знаеме дека македонскиот и санскритот имат многу сличности. Канда на санскрит има исто така повеќе слојно значење. Пример, канда значи нешто конечно, а канда е бесконечно. Друго, појасот на Орион се вели Исус Триканда. Друго, канда значи принц. Санскрит. Александар го викале Искандер или Сикандер. Канда или Ксанда, тоа е едно те исто. Да. На македонски јазик се значи кандило, нели да кандиса, па имам еден текст кај што со наслов Кандаон кандиса да светне со кандилото врз канда. Во кој што символички, метафорички го објаснувам начинот на кој што дојдов до ова знаење, односно преку истражување на знаењето на древните предци и гледање од денешна точка на перцепција на ниво на наука, развој на општество, ниво на свест на човештво, кој ќе ги спојам тие двете работи, добив многу интересни резултати кои што ме предизвика уште толку да истражувам, па напишав и многу книги во овие години на тие теми. Да. Самото место Канда во близина Шарков Рид, на југоисток така има Теќен лък, тоа е на север од Црнилиште, има Теќен лък е район. Самата таа тумба е огромна. Земјата од околу се обработува, но никогаш не е обработувана таа земја таму, која што видливо и за обичен човек е со голо око гледа дека се разликува од земјата која што е во околината, односно е насип направен од човек. Символот горе е со длабочини, со импресивна големина и со голема длабочина. Значи, кога некој го гледал доволно на фотографиите од дрон кои што ги направивме на Google Earth, фотографии од хеликоптер и авион, кога ќе отиде на местото ќе може да го познае, да го увиди геоглифот, но човек кој што не е упатен во ова, кога ќе отиде таму ќе гледа само еден рид, ќе мисли дека се наоѓа, затоа што сепак ова се гледа најдобро само од тиче перспектива. Самиот збор канда во санскрит си има едно друго значење, односно на човековото тело постојат многу енергетски точки, 72.000 велат старите индици. Сега упатените во тие учења знаат чакри и сите тие работи, но за целата таа енергија да е активирана преку чакрите во човечкиот организам има три главни точки, од кои што најглавна е кандата, која што се наоѓа некаде под папакот на човековото тело. Правејќи паралела со тоа, велат дека кога е канда отворена, енергијата протекува чисто преку целото физичко тело, а потоа преку целото етерно, ментално и астрално тело. Јас ја правам оваа паралела. Ако е канда отворена, кај човекот има такво значење, ајде да го погледнеме ова вака. Ако се канда отвори во Овче поле, регионот Канда, каде што има и други локации, не само во геоглиф, тоа ќе предизвика позитивни промени, не само во Македонија и во регионот, туку и на светско ниво. Ќе предизвика и промена во гледната точка на научната парадигма, која што вака или онака се уште го владее научното мнение. Самиот регион Овче поле по себе има непроценлива сакрална вредност. Зошто го велам тоа? Истражувајќи за родниот крај, ги најдов скоро се што можев да најдам до сега, има уште многу, живи здрави ќе ги пронајдеме тие, книгите на бугарските и на српските пропаганди. Нели, ако сакаш да си го научиш своето, прво видиш од другите зборат за тебе. Од пред 100 и кусор години, бугарски и српски книги, пишуваат за Овче поле, значи таму има митолошки, етнолошки, антрополошки информации, историски и се. Србите велат дека во Овче поле била прва српска Света гора. Бугарите дека првите бугарски царства, престолни на покрстување на цар Борис од Кирил и Методија, најголема крвија на Брегалница, биле во Овче поле. Значи за двете највеќи држави со посебна енергија. Цркви место со посебна енергија, посебна духовност и најчесто на такви места нели се што си го влече од пред нашата ера, нели пеонците живееле таму, претходно имаме до неолит развиена цивилизација сме имале, што како континуитет се провлекува од дамнина до после Христа па се до ден денес.
те слушам како зборуваш со многу информации, меѓутоа и со многу емоции за сето ова, а тоа не е случајно. Ми се чини дека поредот на нештата, секој град или секое место треба да има човек како тебе, кој од некои своји побуди ќе го посвети своето време точно на нешта на кои што другите немаат време, нели да обрнат внимание, па како резултат на тоа излегуваат многу информации за кои што многу малку знаеме. Во меѓувреме, или како што ми рече, не само во меѓувреме, туку за последнава година дена ти си напишал 7 книги. Успев, да. На која тема се? На Свети Николас ќе викаме, ако ти кажам, нема да ме веруваш. Пишувам уште од многу рана возраст. Кога си дојдов од факултет, ги изгорев сите тефтери што сум ги напишал до тогаш. Едноставно за да не се сеќавам на тоа, но имав неколку мистични така паранормални искуства пред 6-7 години, кои што одново го разбудија тоа во мене. И почувствував дека многу често кога пишувам како нешто друго да пишува преку мене. Односно на одредени теми, исто како на писмено по македонски во средна школа. Седнувам и имам темата и тоа си оди само по себе, автоматски оди пишувањето. Нема потреба ни концепт ни ништо, значи се знае вовед мислат, си тече мислата, главниот дел и заклучок горе. Имајќи привилегија да живеам во фамилија од двете страни со учители, новинари, многу книги, домашна библиотека и се тоа ми остана на мене. Решив да го употребам, па и да го зголемам тој фонд на литература. Па така се роди за сега објавено зборниче. Ќе кажам и зашто го крстив зборниче, како увод во големиот зборник кој го подготвив за Овче поле. Подготвив 7 книги, живи здрави 5 ќе бидат објавени оваа година, се надевам до Свети Николас и барам издавачка куќа, периодов, а 2 ќе бидат објавени по нова година. Зашо станува збор? Првата книга ми е "Дзе гледа се", тоа е збирка на проза и поезија. Втората книга ми е "Имагинариумот на доктор Сондзе", или скратен наслов "Имагинариум". На денешен македонски јазик имагинариум ги содржи зборовите маг, нар и ум. Секој знае што значат тие три збора. Како инспирација ми е за насловот ми е филмот "Имагинариумот на доктор Парнасус", Тери Гилиам, и самата приказна во филмот, па кој го гледа филмот ќе може и кој ќе ја прочитаат книгата, ќе им биде појасно за инспирацијата за целата обилна информација содржана внатре. Да не должам многу. Третата книга ми е "Луминус неутрино", тоа ми е збирка од проза на, збирка од поезија на англиски, со содржани 37 кратки стихотворбички. Самиот број 37 си има посебно значење. Четвртата ми е приречник за авантуристи кои што сакаат да го посетат Овче поле. 33 локации во Сончевата котлина. Сега ја приврачувам, готова е, онова лекторските работи ги средувам сега. Што ќе биде тоа? Тоа ќе биде наџебно издание на книгиче на македонски и на англиски. За почеток има 33 локации во првиот дел во Овче поле, кој да сака да се шета по полето, доколку си има книгата во джебот, може само да се ја отвори, да се ја види мапата и што може да биде. За прошета, прошетка по Свети Николас. Затоа што многу луѓе ме бараат, гледале емисии на телевизија, ја читат Лоза МК, сајтот кој што го имам. И сакаат да ги однесам на некој места, но прво јас не сум ни туристички водич, ни нешто такво. Второ, немам ни намера, ни желба да земам пари на рака за некои луѓе да шетам, луѓе прво што не ги познавам. И трето, многу важно, за тоа треба да се погрежат надлежните институции. Затоа што тоа треба, нели, сепак има екстремни патеки и сето тоа, самите посетители треба да се осигурани и сето тоа, не дај Боже ако ми се препне некој таму и се скрши нога, ќе има проблеми. Четвртата книга е тој големиот зборник кој што ви го реков, е сега вака. Во големиот зборник имам содржан текстови од Лазар Серафимов, мој дедо, овчеполски учител, еден од првите овчеполски учители после Втората светска војна, 7-8 негови текста за потекло и значај на топонимијата, самиот град и полето, неколку села, локалитети и вистински настани. Втората глава е новинарски записи за
Свети Никола и Овче поле од Ристо Гонев, исто така мој дедо, во кој што имам направено избор на новинарски записи за тоа како се градел градот, крајот на 70-те години, како се правиле сите патишта, згради кои што ги гледаме денес. Потоа продолжувам со црквите, она што ја држи христијанската вера со векови во Овче поле. Па продолжувам со неколку текстови од други свети николчани кои што пишувале книги. Користам извадок од покојниот археолог Драгиша Здравковски. Понатаму продолжувам со фототипни, тоа за прв пат има некој склопено такво нешто, посебно за мојот регион, со фототипни извори, односно како скен или извадок од електронски книги, во кои што автентично, без никаква интервенција, ги пренесувам претходно споменатите стари бугарски и српски книги. Значи, некој 1909 напишал книга за Кумановска област и го споменува Овче поле, го вадам делот за Овче поле и го ставам тука. Кочо Рацин пишува во неговиот текст за богомилите. Кој сака да дознае повеќе за овие работи, нека ја прочита Богомилски книги и легенди од Јордан Иванов. Јордан Иванов е голем научник од Кюстендил, па тој има една книга Северна Македонија, па таму ги вадам извадоците од него и многу такви книги. Ќе биде огромен материјал, ќе има живи здрави, ќе сме неколку такви зборници ќе има. Успеав да склопам, да намалам да биде под 400 страници првата книга и за да им представам на јавноста, на сограѓаните и на заинтересираните на што работам, во електронска верзија пуштив зборниче од 150 страници со дел како дел од големата книга. За да завршам со овој дел околу книгите, па живи здрави ќе правиме втора емисија кога ќе ја правиме промоцијата и издавањето. Само напред, да. Само ова да ти го кажам, дека во ова зборниче ми е објавено, имам своја страница Никола Рисевски WordPress.com во бесплатна електронска форма, кој сака може да си го симне, да си го чита на паметен уред, да си го испечати. Луѓето за прв пат може да читаат такви информации за Овче поле. Значи во ниедна друга книга тоа се нема објавено. Како инспирација за насловот ми беше малото зборниче на еден научник од Бугарија, Марин Дринов, од 1900 година, во кој што тој го издал по повод на неговата 30 годишна работа. А зошто го одбрав тој наслов? Во тоа зборниче е првиот текст за бакарното медното или бакарно гумно во Овче поле. Значи првиот текст некогаш напишан за медно или бакарно гумно во Овче поле се наоѓа во зборниче од 1900 година. Самото бакарно гумно митолошки си носи посебно и специфично и големо значење, па затоа го искористив тој наслов како зборниче за овој мал увид што можам да го доставам на читателите, кои што сепак сакаат да читаат и малку се нестрпливи додека да ги издадам книги. И тие 5 книги ќе бидат издадени оваа година, а до година веќе работам на нив. Поскумно ќе издавам 2 книги на моите двајца дедовци, Лазар Серафимов и Ристо Гонев. Едната ќе биде историски и културни текстови за Свети Никола и Овче поле, а другото ќе биде на 500-600 страни книга со многу новинарски записи од Нова Македонија. Преку тие 2 книги, после Нова година, читателите ќе можат во едната да добијат информација за историјата, континуитетот, од памтивек до денес на Овче полето, а во другата со новинарски записи ќе можат да дознаат како градчето станувало град кон крајот на 70-те години на минатиот век, како се правеле големите згради, населби, патишта, улици по кои што газиме денес и дури сега се обновуваат и прават однова. Така. Сакам само да те прашам, бидејќи гледам следејќи те на интернет, на Facebook, на твојата веб страна и така, велиш Никола не од Свети Николе, туку од Свети Никола. Никола од Свети Никола. Да, јас се викам Никола, не Николе, нели? Да, затоа и логично е ова Свети Николе или Свети Никола, што ти велиш зошто градот би бил во диминутивче, нели? Да се вика Свети Никола. Има ли тука некаква приказна? Да, голема приказна. Да. Самото градче, уште од памтивек си го носело името на чудотворецот, Свети Никола. Во турските тапу дефтери, освен клисали, односно црквино место кај што има цркви, е запишано како Исви Никола, не Исви Николе. Да. Во старите книги од пред Втора светска војна, во некои е напишано Свети Николе, да, но во оние најрелевантните научни текстови од етнографски зборник во Белград, од Институт научен од Софија, значи зборувам за книги од
пред 70-80 години, местото си е запишано Свети Никола. Имав прилика да видам со своји очи, собрани од мои сограѓани и од дел од луѓето од локалната самоуправа, да видам со своји очи печати и документи од бугарско, од српско, различни административни, во кои што печатот на градот си е Свети Никола, а не Свети Николе. Да. Она што е интересно е дека официјално името Свети Николе, како е ставено па не е променето, е од 45-та навака. Зашто се уште барам уште докази за да го потврдиме, но она што е важно е следно. Може би пред 100 години, 150 години диалектот бил таков, па се народот говорел од кај си од Свети Николе. Но на српски град Светок Николе. Пример, имам текст од 36-та, Варошица, Свети Никола на Овчен полј. Да. Па у неја се пишува град Светок Николе, значи името си градот, вистинското име на градот е Свети Никола. Дали ќе се врати вистинското име или не, останува да видиме. За истото се радувам што има иницијатива, да, и добра волја од локалната самоуправа. Законски не знам тоа како би требало да се регулира и сето тоа, веројатно ќе треба да се прашат граѓаните или советот на градот за тоа потоа. Но самото враќање на името Свети Никола не само што има културно значење, туку именно за езотериско и чудотворно значење. Зошто? Ако го вратиме името Свети Никола, ќе си и вака е единствениот град со име на светец, ама тогаш потврдено ќе биде единствениот град со име на светец, што не е мала работа. Па, преска зборевме пред емисијата за Бари Италија, како и двајцата случајно, како навидом случајно сме стигнале таму, кај што се моштите на Свети Никола. Па да. Зошто да не, откако ќе го вратиме името, да ги збратимеме Свети Никола и Бари, па така луѓето од Бари да ни доаѓаат на зимски Свети Никола декември кај нас, а ние да им одиме на летен Свети Никола, кога во мај, кога е празникот на пренесување на моштите. Убава идеја и убава иницијатива. Ја поздравувам, ја поддржувам. И ти благодарам на гостувањето во емисијава. Ја се надевам дека на овој Свети Никола ќе не поканиш на промоција и на твој имен ден. Па да дојдеме во Свети Никола, не во Свети Николе. А во меѓувреме ти посакувам многу успех, се најубаво. Знам дека те чекаат вака имаш покани за гостувања и на други места на оваа тема, околу Канда, околу геоглифот, околу твоите истражувања и твојата работа. И драго ми е што беше гостин токму во Македонија, да овде прво кажеме тоа што има да се каже. Ти благодарам. Сакам само на кратко да се заблагодарам на живи и здрави луѓе и на оние кои што се веќе покајни за некои нешто кои што се случува. Прво, ти благодарам на тебе за поддршката, не само медиумска, туку и на едно друго ниво кое што ми ја даваш. Второ, благодарам на сите мои сограѓани, на сите овчеполци за информациите кои што ги споделуваат со мене, за добрите зборови кои што ми ги кажуваат, за критиките кои што ми ги даваат и за мислењето кое го оформуваат откако ги читаат моите текстови. Сакам да се заблагодарам на сите читатели на Лоза МК, страницата која ја водам. Да им заблагодарам за интересот и да им кажам дека Лоза функционира така како што функционира, без реклами, без нешто, само и само затоа што има читатели. Да нема читатели, нема да ја полнам со информации. Сакам да се заблагодарам на локалната самоуправа Општина Свети Николе, за тоа што откако јас го иницирав да се случи ова истражување, немаше да се случи без нив, ако тие не поканија како научен тим. Значи, благодарно за тоа, се надевам дека ќе издржите во вителот на новото доба и дека ќе имаме доволно стручен кадар, сила и ресурси за да поработиме на културното наследство и природните ресурси во Овче поле. Една благодарност и до Општинската установа Народен музеј Свети Николе, кој што конечно оваа година, да ги пофалам, направија список на сите артефакти кои што ги имаме во музеот, па така сега малку културното наследство и презентацијата го подигаме на едно повисоко ниво. Локалитетот Била Зора, односно Бела Зора, оваа година делот проектот државен интерес. Така. Со истражувањето таму се доотвори владетелската палата и се откри уште еден бедем и се потврдува дека имаме работа уште за генерации и генерации напред.
Сакам само да кажам дека се надевам дека ќе доживееме во Република Македонија со голо око да го видиме оној слој на цивилизација што го имаме од праисторија па до денес, односно Овче поле, само со ова ќе завршам, е совршено место за да се аплицира таков начин на работа. Како? Имаме локалитети од сите периоди, ако отвориме по еден локалитет од секој период, на секој заинтересиран посетител би можеле да му дадеме јасен увид во сите цивилизации и култури кои што живееле на овие простори. Една вертикала, додека се може да се стигне. И јас да ги поздравам сите овие што ти ги поздрави и да ти се заблагодарам уште еднаш за тоа што дојде, што допатува денеска кај нас и за целиот овој разговор во кој што не информираше и не брифираше за оние нешта што не ги знаевме, а требаше да ги знаеме. Се најубаво. Благодарам. На гледачите да им се заблагодариме за вниманието со кое што не следеа и да ги поканеме и наредниот Македониум во истото време. До тогаш се најубаво. Thank you.